Пред да почнеме, би сакал да се шифтнеме, односно да се подесиме малку на повисоко ниво. Прашајте го Господа, која порака треба да ја пратите на човекот до вас? Затворете ги очите. Господе, проговори ми во срцето, бидејќи некогаш за мене тешко е да чујам, ама знам нека за човекот до мене имаш слово. Дај ми слово за овој човек. Дај ми слика. Дај ми стих. Дај ми, Господе, некој впечаток. Дај ми охрабрувачко слово на љубов и изградба за братот или сестрата до мене. Фала ти, Исусе мој. Така е. Верувам дека веќе се помоливте убаво и не треба да размислувате и не треба да смислувате, само сврти се лево десно кај има човече и кажи му пораката. Кажи му некој добар топол збор, знаеш да му кажеш. Кажи му Господ те сака. Убав си во Божите очи. Додека телефоните ви се уклучени, пуштете ја камената селфи. Ајде, побрзо, треба се шифтаме, ајде. Да се подесиме, да се наштимаме како гитарата што се штима. Видете вака, има една разлика, во светот има само бендисано селфи, каде што си егоцентричен. Но во Бога ние сме богоцентрирани. И затоа во ова време тешко ви е да гледате од Божја перспектива кон себе си, затоа погледнете се на селфито и сакам да го видите Христос во вас. Дали му дозволувате на Христос да свети преку вас или пак си гледате дека не ви се чупкани вегите? Дали го гледате Христос низ вашите очи полни со сјај и љубов се точи или пак гледате брчкетини и различни други недостатоци? Како гледате, драги мои? Очите ви работат ли духовните? Да? Чичко пастор денеска ве потикнува да гледате со очите на Христос. Кога гледате со очите на Христос, дури и да знаете дека сте алетни или слаби во некоја ситуација, кога гледате низ перспективата на Христос, го гледате она што Бог го има за вас, Божјата верзија за вас. Значи мајката ваша или таткото или вујкот или кој да сте имале учителот, учителката гледале некоја верзија во вас. Некој гледале од вас губитници, некој од вас гледале херои. Но тоа не значи дека е реално. Најреален приказ на себе си, на својата суштина, имате кога гледате низ Божјата перспектива. И тогаш станувате богоцентрични. Ако вие гледате со правилен поглед кон себе си, во една составена или целовита верзија во која што сте направени преку Христос, бидејќи сте ново создание во Него, тогаш така ќе можете и да гледате кон другите околу вас. Но ако гледате со скршени очила, со скршена или искривена перцепција, дека сте слаби, никакви, неспособни, ранливи, болни, грижливи и слично, тогаш вие гледате низ телесните очи, физичките очи. И тогаш гледате дека сте голи, како што Адам виде дека е гол, кога сгреши пред Бога. Искина Ева од плодот и му даде и на Адам, и така со гледа, разбра, сгрешија и беа отргнати од присуството на Бога. Бог не учи да гледаме во една друга, од еден друг агол и перспектива, затоа што се што беше во Христос, старото помина и во Христос се стана ново. Ако тоа ново си го прифатил и си имаш идентификација дека си Божјо дете и дека му припаѓаш на Христос, тогаш престани да се идентификуваш со своите слабости, со своите карактерни особини наследни или какви и да се стекнати. Престанете да ги негувате идеите за вас кои што се кажани од луѓе кои што меѓу другото се несовршени. Бог е совршен и неговото слово е совршено и неговото слово е верно. А Бог во тоа слово вели што? Така е, до толку многу што го пожртвува својот син за тебе. Што ти вели друго? Те гледам преку крвта на мојот син
и си праведен. И за твоите гревови повеќе нема да си спомнувам. Ако Бог не си спомнува за твоите гревови и слабост, зошто ти си спомнуваш? Одговорете. Не знаеш вистината дека си Божјо дете. Не си знаел, ама ти то не знаеш. Денеска зборуваме за една специфична тема, која што меѓу другото ќе ви ги отвори очите, иако веќе ви се отворени, но ќе ви даде еден друг поглед кон нештата. Дали сте подготвени? Матеј 5 глава 13 до 16 стих. Вели, вие сте во улога на сол на земјата, ако солта стане блуткава, како ќе се врати солениот вкус? Ова сме го читале многу пати. Потоа вели, таа ќе стане безвредна, ќе биде фрлена да ја газат луѓето. Потоа вели, вие сте во улога на светлина на светот, како осветлен град изграден на врв планина, за сите да го гледаат. Никој не пали свеќа за да ја покрие со капак, туку ја става на свечник за да им свети на сите во куќата. Така и вие бидете светлина пред луѓето, нека видат добри дела во вас, па ќе го слават вашиот небесен татко. Амин. Кој е повикот што го имаме? Што значи сол и светлина? Да даваме вкус, без сол, без храната е нели безвкусна. Значи да даваме вкус во животот, не само во нашиот, туку и во другите луѓе. Исто така Бог не повикува да сме све. Што значи да си светлина? Ние немаме своја светлина. Знаете дека Христос е светлината што дојде на овој свет и ние сме како месечината која што свети не со своја светлина, туку ја рефлектира сончевата светлина. Така и ние, кога пребиваме во Христос, ја светлиме Христовата светлина, ја рефлектираме. Значи, како треба да светиме со нашите убавини или? Значи, не со нашите аспекти, туку со Христос. Затоа велам, колку му допуштаме на Христос да биде пројавен низ нас, зависи од тоа дали имаме во себе, одржаваме погрешни верувања, за тоа дека сме никакви безвредни, оставени, разведени, пореметени, травматизирани, грижливи, болни, диабетичари, срцево-болни. Сето тоа се погрешни идентификации. Знаете дека она што го преполнува срцето, тоа излегува низ устата. И многу пати ви велам, за да процените човек како се чувствува или какво му е срцето, ќе го познаете по неговите зборови, нели како што дрвото се познава по неговиот плод. Во Израел почнавме со една тема материализација на зборовите, прв дел, потоа имавме и втор дел, а денеска е третиот дел. Така да вие кои што сте ги гледале тие ќе ви биде јасно, а додека вие кои што не ги имате гледано ќе можете да ги гледате на YouTube, бидејќи ова од вечера исто така ќе биде објавено и ќе имате на целосна слика за сето ова што ви го зборувам. Пред да продолжиме на темата за зборовите и за устата и за светлината, за сето тоа, јас сакам да ве прашам, во чии раце е сета власт на небото и на земјата? Од каде го знаете тоа? А во Словото пишува во Матеј 28 глава, вели, приближувајќи им се, Исус им рече, ми се даде целата власт на небото и на земјата. Одете меѓу сите народи и создадете од нив мои ученици. Крштевајте ги во името на Таткото, Синот и Светиот Дух, учете ги новите следбеници да го извршуваат сето она што вам ви го заповедав. А јас ви ветувам дека секојдневно ќе бидам со вас се до свршетокот на времето. Амин. Прекрасни стихови. И она што го читаме од овие стихови и разбираме што? Дека Исус ни дава инструкции за спроведување на Божиот план за спасение на човештвото. Како? Како? Со тоа што правим ученици? Добро. Друг? Ова ќе биде интерактивно. Молам? Крштевањето, добро. Друг? Не шириме радосната вест. Добро, значи во стихот што откриваме? Откриваме дека Исус дава порачка на насока или инструкција или заповед. Одете. Одете не значи пасивност, не значи седете. Значи движете се, на глагол, така? Одете, извршувајте дејство. Какво? Меѓу сите народи и создадете од нив мои ученици. Вели, крштевајте ги во името на Таткото, Синот и Светиот Дух и потоа вели, учете ги новите следбеници да го извршуваат сето она што вам ви го заповедав. Амин. И сега сакам да ве прашам. Океј, тоа се Божите зборови. Колку тоа го исполнуваме,
секој си знае. Меѓутоа, што е тоа што ослободува Божја надприродна сила за исцелување, за знаци и чуда, за пророкување? Што е тоа што ја ослободува таа Божја надприродна сила? Тоа што веќе размислуваме, сите се вклучуваме, ајде влегуваме подлабоко. Марко 16 глава 15 до 20 стих. Потоа им рече: одете по целиот свет и проповедајте им ја радосната вест на сите луѓе. Секој што ќе поверува и ќе се крсти ќе биде спасен, а секој што ќе одбие да поверува ќе биде осуден. Оние што ќе поверуваат ќе можат да извршуваат чуда. Со помош на моето име ќе изгонуваат демонски духови, ќе зборуваат на нови јазици, со раца ќе фаќаат змии, ќе испиваат отрови и нема да се отрујат, ќе исцелуваат болни со ракополагање врз нив. Откако на своите ученици им ги упати овие зборови, Господ Исус се вознесе на небото и седна до Бог од неговата десна страна. А учениците се разотидоа и почна да проповедаат навсекаде. Господ беше со нив и преку чудата што тие ги извршуваше, потврдуваше дека тоа што го зборуваат е вистина. Амин. Значи, која е таа Божја надприродна сила за исцелување, за правење знаци и чуда? Што ја ослободува таа исцелителна сила? Она што ја ослободува Божјата надприродна сила е пораката за спасението. Радосната вест. Евангелието, драги мои. Кога се шири Евангелието, кога се шири тоа што Исус го направи за луѓето, за сите нас, кога на човек му кажуваш дека не мора да биде роб на гревот, на светот, на сатаната, на маките, дека има излез и дека тој излез е Исус, дека тој умре за нас, беше погребан, воскресна и дека по милост негова сме спасени без да заслужиш. Многу луѓе мислат дека со покаяние можат да се спасат. Но пазете, покаянието е чинот кога човекот ќе чуе радосната вест, кога е облажен од благата вест, тогаш дури доаѓа до покаяние. Затоа преку благодата доаѓа покаянието, а не покаянието води до спасение. Спасението што сакаме да го примиме доаѓа од Исус. Исус е спасението, не покаянието. Тоа треба да го разликувате. Дали сваќате? Многу луѓе се држат за религијата, за законот, за почитување на закон, на одредби, ритуали и слично, со добри дела мислат дека ќе се спасат. Но никој со тоа не може да се оправда. Само со вера во Бога. Амин. И во тоа што Исус го направи. И кога ја шириме таа радосна вест, тоа го облажува, го племенува, го посадува секое срце со живо слово, кое што како семе дава плод за слава на Бога. И човекот е трансформиран кој што ја слуша таа порака. А пазите, кога таа порака ќе се сподели на некого, што следува после тоа? Ајде да слушнеме. Одете по целиот свет, проповедајте им радосната вест на сите луѓе. Секој што ќе поверува и ќе се крсти ќе биде спасен, секој што ќе одбие да поверува ќе биде осуден. Сега. Они што ќе поверуваат ќе можат да извршуваат чуда. Значи чудата се отпосле. Кога отпосле? Кога веќе луѓето знаат дека Бог ги сака, кога веќе знаат што направи Господ преку неговиот возлюбен син Исус Христос. Дали разбираме? Многу интересно е. Меѓутоа, радосната вест е таа што е клучот за секое срце. Ние за да допреме до некој човек, потребно да го имаме клучот од неговото срце, а тоа е радосната вест, тоа е благата вест, тоа е радосната вест, Евангелието. Дали се разбираме? Ако не ја знаеме таа радосна вест, ние колку и да зборуваме, треба да се покаеш, да постиш 40 дена, ова да правиш петолебие, да носиш темја на голташ и не знам што. Сето тоа се ритуали, сето тоа е нешто кое што нема смисла. Тоа се техники. Со техники никој не може да се оправда пред Бога или да се спаси. Само со вера во Исуса Христа. Значи спасението не е базирано на тоа што ние го правиме како техника, медитација, контемплација, библиско проучување. Не, тоа не спасува. Спасува Исус и верата во Него. Што мислите, луѓето кои што имаат забавен ментален развој и не може да читат или не памтат Библија, а поверувале во Исус, мислите дека не се спасени? Спасени се. Дали разбирате? Така да, критериумот за да си во Божјото присуство не значи да имаш теолошки факултет завршено, не значи да имаш искуство 30 години во црква, не значи дека треба да постиш, да правиш ова, да правиш она, донации, фрески, курбани, јагниња, да колеш и слично. Единствено што треба да знаеш е што? Да го познаваш Исус и да веруваш во Него. Значи, од овие стихови што разбираме? Кои се оние што ќе прават чуда?
Господин, папа, некој друг, некој трет или сите? Сите кои поверувале, така е. Тоа значи дека сите кои поверувале. Знаете ви дека Бог направи магарица да прозбори, така ли беше? Тогаш ако може Бог да употреби животно да проговори, тогаш зашто нас не би можел да не употреби за да споделуваме радосната вест, така ли е? Значи, без разлика дали си интелигентен, дали си речовит или не си, дали си вработен, дали имаш школа ваква или таква, независно од тоа. Потребно е само да поверуваш. И кога веруваш, тоа е првиот чекор, а таа вера е пропратена со акција, која што ја читаме тука како, што? Со помош на моето име ќе изгонуваат демони, така ќе зборуваат нови јазици, со раце ќе фаќаат змии, ќе испиваат отрови, нема да се отруват, ќе селуваат болни, со ракополагање врз нив. Моето прашање, дали ви верувате во Исус? Да. Дали полагате раце? Да. На болни? Само на вашите домашни? Не. Но како некој ќе поверува ако нема испратени луѓе? Затоа во Римјани 10:15 вели, а како може некој да проповеда ако не е испратен од Господ? Затоа во Светото писмо пишува, благословени се стапалата на луѓето што ја разгласуваат радосната вест. Амин. Значи, кои се тие кои што се благословени луѓе? Оние што ја разгласуваат радосната вест. И каква вест рековме е тоа? Значи, не е тажна вест, не е жална вест, туку е? Со што се споделува оваа радосна вест? Со што? Со што се споделува? Со љубов, со зборови кои што се конструктивни, кои што изградуваат, кои што се благи. Така ли е? А кои се тие кои што разгласуваат, рековме? Кои сте ние? Тие кои што се верници и следбеници на Исус Христос. Амин. Сега, драги мои, сакам да ви кажам дека сите следбеници на Исус Христос всушност се повикани да бидат апостоли. Значи, сите ние треба да бидеме негови пратеници. И сите ние треба да бидеме испратени. Пратеници, испратени, одете, правете го тоа. Значи, сите ние сме повикани да сме проповедници на добрата или радосната вест. Што ова значи? Тоа значи дека кога некој ќе стане христијанин, тој е веќе нова личност, не е веќе ист како порано, зашто со стариот живот е веќе завршено, започнува нов живот. Тој нов живот доаѓа од Бог, кој преку Христос не помири со себе и ни ја довери задачата да им објаснуваме на луѓето како и тие да се помират со него. Кој ќе каже амин? И пазете сега, нашата порака е дека Бог беше во Христос и му понуди помирување на целиот свет со себе, готов да им ги прости гревовите на луѓето. Таа порака која објаснува како можеме да се помириме со Бог, ни ја довери нам, за да им ја проповедаме на сите луѓе. Ние сме вели амбасадори на Христос и преку нас Бог ви говори. Во името на Христос ве молиме, помирете се со Бог. Бог го даде Христос, кој немаше никаков грев, да биде жртва за нашиот грев, та преку него ние да се здобиеме со Божја праведност. Амин. Тоа е 2 Коринќани 5 глава, 17 до 21 стих. Значи, ова е нашата мисија, така ли? Се сложуваме. Сега, зошто јас ова ви го зборувам? Затоа што зборот апостол значи оној што е испратен. Апостол од грчки, апостолос, значи испратена личност. И најпрво кога зборуваме за апостоли се однесува на првите 12 ученици или апостоли кои што се избрани од Исус Христос. Во Новиот Завет треба да знаете дека постојат две основни употреби на зборот апостол. Значи, првиот е конкретно упатување на 12 апостоли на Исус Христос, додека втората конотација во која што се користи овој збор се мисли на други поединци кои што се испратени да бидат гласници, месенџери или амбасадори на Исус Христос. Кој ќе каже амин? Значи, 12 апостоли има уникатна позиција, единствена позиција и во врска со новиот Иерусалим кој што ќе дојде, го пишува во Откровение 21 глава, овие 12 апостоли, нивните имиња ќе бидат на столбовите на тој град. Така?
И тие беа првите гласници на Евангелието после смртта и после воскресението и вознесението на Исуса Христа. Токму овие 12 апостоли беа фактички ја направија основата на црквата, чиј камен темелник е Исус Христос. Во Ефесијани 2 глава читам: Христос дојде и проповедаше помирување со Бог. И за вас не евреите што бевте далеку, и за нас евреите што му бевме близу. Преку него и вие и ние, со посредство на Светиот Дух, со чие посредство? Со чие посредство, Александар? На кого? Со посредство на Светиот Дух имаме пристап до Таткот. До што имаме пристап, Александар? До Таткот. Затоа сега вие не сте веќе тугинци и странци, туку сограѓани на Божиот народ и членови на Божиото семејство. Амин. На што си член, Никола? На Божиото семејство. И вие сте изградени врз темелите што ги поставија апостолите и пророците, а Христос е ваш потпорен камен. Тој целата градба ја држи цврсто поврзана и ја претвора во свет храм на нашиот Господ. Соединети со него и вие сте дел од духовната градба во која живее Бог. Амин. Прекрасно кажано. Сега зошто јас ова ви го читам? Квалификациите на овој тип апостоли, зборувам за 12 апостоли, беа под еден. Апостолот треба да биде сведок на воскреснатиот Христос. И тоа го пишува во 1 Коринтијани 9 глава. Потоа, тој апостол кој што треба да ја обавува таа улога, тој повик, требало да биде избран од Светиот Дух. Така, Дела апостолови 9 глава може да прочитате. И исто така тој апостол кој што нели треба да ја обавува таа функција, треба да е во службата да прави знаци и чуда. Во Дела апостолови, тоа го читаме во 2 глава 43 стих, каде што вели: кај народот се појави страв, зашто апостолите правеа многу чуда и видливи докази. Така да треба да си во таа служба, односно да си препуштен, да сакаш Бог да те употребува за знаци и чуда, а секој ден од нас е квалификуван ако сме верници во Христос, како што прочитавме од Марко 16 глава. Амин. Покрај тие 12 апостоли на Исус имаше и апостоли, кои што ви кажав се од општа смисла. Варнава се нарекува исто така како апостол во Дела апостолове 13 глава и 14 глава. Потоа Андроника и Јунија. Исто така се спомнуваат во Римјани 16 глава и истиот грчки збор обично е преведен како нели апостол, се користи и се однесува, се насочува за ученикот во Тит, потоа во 2 Коринтијани 8 глава, па во Филипјани исто така до Епафродит. Значи, фактички терминот апостол се користи одново во Новиот Завет и не само се однесува за 12 апостоли кои што се првите оние што ја оформуваат црквата, туку исто така секој оној кој што бил повикан да ја извршува Божјата волја, да го шири Евангелието Божјо, всушност е испратен да ја исполни Божјата заповед за тоа да се споделува радосната вест, и тој испратен човек е всушност во апостолство, кое што во наш речник, во практично разбирање го преведуваме како мишонер или мисионер, човек што обавува мисија. Така ли е? Зошто ние зборуваме за ова? Бидејќи сите ние сме повикани, како што прочитавме и од Матеј и од Марко, каде што Исус дава порака да одиме да го проповедаме Евангелието, сите ние сме повикани всушност да сме месенџери, односно да сме амбасадори или пратеници на Бога кои што ја шират радосната вест. Така ли е? Сега, споделувањето на оваа радосна вест треба да излегува од нашето срце, преку нашата уста, и тоа да биде пропратено со знаци и чуда, како што спомнавме: исцелување, пророкување, нови јазици, гонење демони и така натаму. Ова значи да се има активна вера. Сега, христијаните кои што не откликнуваат на овој повик и воопшто не земаат активно учество во тоа да ја споделат радосната вест, иако се верници, тие не можат да искусат надприродни манифестации кои што се основен белег на библиското или живото христијанство. Дали разбирате? Значи, иако си верник, знаците и чудата тебе ти се далечни, ги нема во твоето секојдневие. И ти наместо да живееш надприродно христијанство со знаци и чуда, ти што живееш? Религија, ритуали, обреди, калапи, шаблони, рутини.
Тоа не е жив однос со Бога. Така само се одржаваш, меѓутоа ти не си цвеќе да вегетираш. Ти си Божјо чедо, сад за почесна употреба. Ама за да бидеш во таа улога треба да излезеш од својот комфорт, да излезеш од својата улога која што си ја превзел и да речеш, ба добро, денеска можам некому да ги ставам овие раце, да се помолам или да го благословам во името на Исус и да му ја раскажам таа радосна вест, нели? Но ако сте оптеретени со себе си, нема да можете ова да го правите. Нели е така? Зошто христијаните кои што се повикани во овој повик да ја шират радосната вест, зошто немаат желба за тоа иако се верници? Што мислите? Зошто? Се плашат ли? Се срамат ли? Сомневаат? Вака, бидејќи пред се заборавиле да се молат, не читаат Свето писмо и се повеќе се егоцентрични отколку богоцентрични. И на тој начин, иако се верници, сакаат да идат во црква, сепак постојат, спасени се, но не се сведоци на чуда. И јас многу пати обучувам, знаете, многу пати сме имали исцелителна школа за исцелување со ракополагање, за спроведување на Божјиот авторитет во име на Господ Исус Христос против злите сили на сатаната и царството на темнината, да се има прогонување на демони. Ама зошто тоа не биде редовна практика на секој ден од вас? Секој ден од вас може. Не бидејќи сте способни, туку бидејќи поголем е Бог во вас отколку оној во светот. Зошто ви е тешко да поверувате дека сте специјални и дека можете? Зошто ви е тешко да сватите дека сте посебен род, издвоен од овој свет и дека вие навистина треба да светите со неговата светлина? Зошто дозволувате да ве замагли светот и проблемите околу вас? Зошто обврските стануваат поголеми отколку слободата и леснотијата? Зошто мора со се да менаџирате и се да управате и се да зредувате и се да држите у вашите раце? Не мора ништо. Луѓе, животот е краток. И благословени сме што имаме живот во Христос. Ама зошто да сте обременети, волку пари, плата ќе има, ќе нема, ќе работам, нема да работам, манџата ќе ја стигнам, нема да ја стигнам, деца ова, он. Зошто не се препуштите? Толку едноставно, само да се препуштиш. Ова го зборувам за секој да се происпита дали е на Божиот пат. Бидејќи ако не е, ако малку си се отклонил од Божиот пат, тогаш одново се соочуваш со своите телесности, односно слабости на телото, почнува да се развива желба за малку за алкохол, малку за цигарче, една обложувалница, па малку порнофилмови, па мастурбации, па едно па друго. Видете, вие правите што мислите дека треба да правите, ама тоа не е се добро за вас. Вие не дека Господ ќе ве тресне со гром од озгоре и ќе ве убие, меѓутоа сами себе се убивате. Кога не сме во сврзаност со Христос, се сушиме. А кога сме во него сврзани, цветаме. Имаме сокови на живот. Така ли е? Така да, наместо знаци и чуда да се пројавуваат во животот, што се случува? Почнуваат да се пројавуваат гревовите, да има обични навики, секојдневни, пропратени со вина, со тага. И наместо да искусуваме колку Бог не сака и колку е голема неговата благодат и милост, и дека неговата милост се пројавува кога сме слаби и дури и тогаш не напушта, Господ е верен. И во нашата слабост неговата сила совршено се пројавува. И наместо ние тоа да го искусуваме, ние што искусуваме? Се вртиме во внатрешен циклус на самообвинување, на саморазочарување, го прикриваме тоа со маска на смејаност, ама внатре во нас не тишти, имаме борба. Зошто да водиме борба кога Исус веќе победи? Зошто да се бориш со стравот во главата, со грижата, со неизвестноста? Зошто кога можеш само да го послушаш овој повик
И да знаеш дека каде и да те прати Господ, одиш до трафика да купиш нешто, одиш до продавница, одиш на работа, одиш на пазар, каде и да одиш, ти всушност Христос го носиш. И со Христос светиш. И треба на Христос да му се препуштиш. Дали сваќате? И во тој момент ти токму сакаш да кажеш, колешке, нова фризура имаш. Во моментот Исус ти вика, допри ја допираш. Ти вика, прегрни го, кажи му утешен збор, кажи му на колегата или на пријателката. Треба да сме сензитивни на Светиот Дух, кој што секогаш не потикнува на љубовни акции, на действија кои што се провоцирани од љубов, но кога се извршуваат како активна вера. Дали сваќате? Амин. Значи, зошто ово ви го кажувам? Затоа што некој од вас може се опил. Некој може би од вас се искоцкал деновиве. Некој од вас може би направил блуд. И вие ако викате, никогаш више нема да го повторам тоа, да знаете, другата недела ќе го направите истото. Но ако сакате да не сте во жртвена позиција на гревот, да ве користи гревот или ѓаволот да ве угнетува, знаете ли што треба да правите? Само да сте благодарни што веќе сте опростени, оправдани, спасени, помилувани од Бога. Ако тоа го негувате во себе си и ја примате Божјата совршена визија и верзија од вас како личности во Христос, тогаш гревот нема што да се храни. Не сакаш. Можеш да сгрешиш, ама не сакаш. И пак ќе сгрешиш. Ама љубовта на Бога е поголема од твојот грев. Дали сваќате? Затоа не дозволувате ниту вина, ниту грижа, ниту нешто да ве помрачува и потемнува. Издигнете се во она што Исус го направи за вас. И слушнете дека Он ве повикува да ја ширите радосната вест. Не да се жалите колку државата е отидена. Не да се жалите каков е тежок е овој живот, ал да се живи мора. Значи, не тоа да го пеете. Разбирате ли? Туку да пеете за Божите моќни дела, неговите чуда, за самиот Него, бидејќи само тој е достоен за слава и чест. Амин. Зошто Чичко пастор ова ви го кажува денеска? За да не живеете во просјачки, мизерен живот, туку победнички во Христос. Бидејќи во Словото што пишува? Од секоја оваа ситуација излегуваме повеќе од победници преку Исус Христос, кој што не возлюби. Кој те возлюби? Што направи за тебе? И од секоја ситуација излегуваш повеќе од што? Амин, амин, амин. Значи, Бог сака, може да не употреби и ние, како што спомнавме, не треба да сме квалифицирани за нешто конкретно, туку е доволно само да му веруваме, да пребиваме во неговото присуство. Преку што се пребива во Божјото присуство? Молитва, слово, славење, наквасување во Божјото присуство. Така ли е? Сега кога ние како Божји деца живееме како садови негови за почесна употреба или како мисионери или амбасадори, како што спомнав, тогаш што е потребно да има промена во нас, драги мои? Нашиот систем на верување, кој што беше изграден на лаги, на заблуди, на гревови и искуства од гревови, или мислите дека сме неспособни, дека сме депремирани, дека имаме наследни болести, дека државата нема да ја бива, дека никој не сака, дека сме отфрлени, дека нема да има успех, тој систем стар, погрешен, деструктивен, да се замени со што? Со нов Божји систем на верување, дека сме сакани, дека сме Божји деца, дека сме испратени од Бога, дека сме партнери, соработници на Бога во неговиот совршен план за спасението на човештвото. Амин. Значи, ние потребно е да го примаме тој, да го градиме систем на верување, дека ние сме Божји чеда и никој вери во Словото не може да не оттргне од Божјата рака. Ниту прогонства, ниту војни, ниту глад, ништо. Така ли е? Ако знам дека е така и дека сум сврзан во Христос, тогаш ништо не ми може. Никој.
Затоа што јас не живеам, туку Христос живее во мене. А животот што го живеам во телото, го живеам со верата во единородниот Син Божи Исус Христос, кој што ме возлюби, се предаде себе си за мене. Амин. И тоа го повторуваш, и тоа го садиш како семе во твоето срце, а потоа кога ќе се преполни, тоа го објавуваш, го прокламираш, го зборуваш, го прогнозираш, го пророкуваш врз себе си. Го пророкуваш врз твоите деца, врз твојата фамилија, врз твојата иднина. Амин. Основна индикација дека сте откликнале на повикот од Исус за да живееме како негови гласници или месенџери е всушност конструктивниот систем на верување базиран на Светото Писмо, кој најпрво се изнесува преку устата. Трети дел за окружување на темата. Значи ќе повторам, а вие регистрирајте го тоа. Основна индикација дека ти си откликнал на повикот, дека Бог те праќа да ја шириш радосната вест, дека откликнуваш на тоа, основната индикација е конструктивниот систем на верување, кој што е базиран или изграден на Светото Писмо и кој што најпрво се изнесува преку устата. Така ли е? Во Јаков 3 глава 2 стих до 12 вели: сите ние грешиме во многу работи, но ако умееме да си го зауздаме јазикот, тогаш сме зрели луѓе, па ќе можеме да го зауздаме и целото тело. На коњите им ставаме узда во устата за да ги натераме да ни се покоруваат и да одат онаму каде што ние сакаме. Земете ги бродовите за пример. Тие се толку големи, а сепак кормиларот со мало кормило ги води онаму каде што сака и покрај силните ветрови кои ги движат. Така и со јазикот вели. Мал орган е, но голема штета може да направи. Едно жарче може цела шума да запали. Јазикот е оган, најопасен од сите наши органи. Во состојба е целото тело да го опогани. Јазикот може целиот наш живот да го запали, бидејќи се пали од самиот пекол. Секое животно, вели, било да е звер, птица, влечуга или морско животно, се припитомува. Или било припитомено од човекот, но јазикот. Ниеден човек не може да го припитоми. Тој е необуздано зло, полне со смртоносен отров. Со јазикот го величаме нашиот Господ и Татко, а со истиот тој јазик ги колнеме луѓето кои што се создадени според Божјото подобие. Од иста уста излегуваат и благослови и клетви. Треба ли, драги мои, така да биде? Може ли од ист извор да извира и сладка и горчлива вода? Може ли, драги мои, смоквата да раѓа маслинки, а лозата смокви? Од солен извор не може да се црпи сладка вода. Амин. Зошто ова го кажуваме? Бидејќи како може испратениот од Господ да ја шири радосната вест, а притоа да мрмори, да колне, да лаже и да зборува гнили зборови? Во Ефесијани 4:29 вели: никаков гнил збор да не излегува од вашата уста, туку само полезен за изградување каде е потребно, за да им даде благодат на слушателите. Благодат на слушателите. Не отров, не тежина. Благодат на слушателите. Така да, можно ли е испратен од човек, од Бога да си човек, и притоа наместо да зборуваш зборови на изградба, на љубов, на конструктивност, ти да зборуваш песимизам, да лажеш, да пцуеш, да критикуваш, да го гледаш црното во себе, грешното, слабото во себе и тоа да го гледаш кај другите постојано и да им го изнесуваш пред нос. Можно ли е и тоа да си и таков и истовремено да си од Бога испратен? Не може. Како што не може од исти извор да има и сладка и горчлива вода. Не е така. Значи, зошто го зборувам ова? Затоа што сакам да дојдам до клучната поента сега. И сакам ова да го регистрирате. Кога христијаните страдаат? Одговорот е следен. Христијаните кои што страдаат, кои што се соочуваат со проблеми, кои што не може да живеат победнички живот со вера во Бога, се оние христијани кои што се проколнуваат,
кои што од устата им излегуваат гнили зборови, кои што пророкуваат лоши прогнози за иднината, за себе, за децата, црквата, за животот, за државата. Зошто така? Бидејќи на тој начин создаваат бариери, како врз себе си, така и врз другите, и неретко се затруени и помрачени, наместо да блескаат во Божјата светлина. И затоа е тешко убавото кај себе да кажеш дека е дар од Бога. И полесно ти е да се критикуваш, отколку да видиш како Бог направил во тебе еден убав човек, домаќин, добар татко, добар сопруг. Затоа ви реков, отворете селфи камерата. Затоа што да видите, не само со физичките очи, и со духовните очи. Дали го има блесокот на сјајот на Божјото присуство, на тоа дека сте Божји деца? Дали сте уверени во тоа дека сте убави? Дека Бог ве сака? Дека вие сте тие кои што сте светлина на овој свет? Бидејќи како што е Христос, такви сме и ние во овој свет. Дали тоа го разбирате и го прифаќате, или сте жални врби? Не сме да сте жални. Зошто, бе, драги мои? Затоа што зашто ќе жалиш? Кога се е покорено под Исусовото стапало, се е победено на крстот. Алелуја! А во Изреки 18 глава, 20 до 21 стих вели: секој го наситува желудникот, со плодот на својата уста се наситува со родот на своите усни. Смртта и животот, вели, се во власта на јазикот, а кој го милува, јаде од неговиот плод. Амин. И зошто ова го спомнувам многу често, овој стих и оваа тема ја навраќаме? Затоа што додека не се научиме да зборуваме на небесен Божји јазик, до тогаш ќе треба да се повторуваат овие нешта и нашиот вокабулар од телесен и светски јазик да стане продуховен вокабулар кој што ги изразува Божјите благослови и ветувања како врз нас, така и врз сите околу нас. Амин. Значи, пазете, од христијаните не се очекува да прават нешто за да се оправдаат пред Бога, бидејќи преку Христос сите сме оправдани. Амин. Сите ние сме оправдани и од нас не се очекува да го задоволуваме Бога, пазете што кажувам. Не се очекува да го задоволуваме Бога, затоа што Бог е наполно задоволен со неговиот Син. Така е. Преку кого ние наследивме праведност и посинување и сега ние сме во Христос. Така ли е? Така да, што е оно што ние треба да го разбереме од оваа поука? Ние треба да го живееме оно што Исус го постигна. Оно што Исус го постигна ти е дадено да го живееш, а тоа е воскресенски победоносен живот. Повтори. Каков живот? Така е. Значи, не треба да правиш нешто постојано, нели, Божјо во црквата, дај пасторе ова, дај пасторе она, за да си побожен. Дали се разбираме? Тоа што треба да го правиш и ти доаѓа на срце, го правиш кога си воден од Светиот Дух, за да се прослави Господ. И ти го правиш тоа како отклик на неговата љубов која што си ја примил во себе. А не да правиш нешто за да се покажеш дека си добар и да му удоволиш на Господ, па он да те погледне милосливо, па да те стави во првиот ред кога ќе отидеш во Царството Божјо. Дали се разбираме? Значи, ово мора да го расчистиме, така? Значи, од нас се очекува, драги мои, во нашето срце да ја прифатиме и примиме Божјата љубов, орхидеја. Божјата љубов да ја прифатиме во нашето срце. И ако е така, тогаш низ нашата уста, Антонио, ќе излегува што слово кое што ќе изградува. На тој начин вистински ќе споделуваме радосната вест. Значи, што е повикот? Ние треба срцето и устата да ги ставиме во Божја служба. Што се очекува од нас, драги мои? Што вели Исус? Така почнав денеска. Како не праќа Он? Одете, проповедајте радосната вест или споделувајте радосната вест. Како ја споделува? Со отворена уста се споделува радосната вест. Но некогаш и кога сме замолчени,
самите постапки, самите дела покажуваат една отворена Библија преку нас, преку кое што луѓето можат да го запознаат Бога. Кој ќе каже амен? Значи, што е нашиот подвиг како христијани? Законот ли да го почитуваме? Не. Океј, да постиме за милост од Бога, да испросиме. Океј. Да се молиме да штрајкуваме со глад и да се молиме додека Господ не ни исполни желбата. Што се бара од нас? Она што Исус го постигна на крстот, да го објавуваме. Но откако сме го примиле тоа во срцето и тоа да го изнесуваме низ устата како исповед на нашата вера во името на Исуса Христа. Амин. И во 1 Петрово 3 глава, вели 9 и 10 стих, не враќајте зло за зло, ниту навреда за навреда, напротив, дури и во такви ситуации бидете љубезни со луѓето и посакувајте им благослов. Како се посакува благослов? Валентина, како се посакува благослов? Вака? Вака ли се посакува благослов? Христина? Вака ли се посакува? Како се посакува благослов? Со устата. Дал ти Бог добро, Керко. Не ли е така? Значи, што е порачката овде? Како? Бидете љубезни со луѓето и посакувајте им благослов. Токму заради тоа Бог и ве одбра. И тоа е она што тој го очекува од вас. Така ќе добиете негов благослов. Човек што си го сака животот и сака да доживее многубројни и среќни дни, нека си го варди јазикот од зла дума и устните од лага. Амин. Значи, кој од вас сака да има живот со долги денови, со среќни денови? Кој е тој? Кој сака од вас? Не бе, кој сака? Нека крене рака. Кој сака? Нека крене рака. Ајде да видам. Веселче, креваш ли раката? Симона, не те гледам, не креваш рака. Креве, Марија? Ете така. Значи, сите вие кренате рака, така? Што треба да направите? Човек што си го сака животот и сака да доживее многубројни и среќни дни, нека си го варди јазикот од зла дума и устните од лага. Затоа словото вели, никаков гнил збор, драги мои, туку само за изградување. Така ли е? И што е важно сега? Што научивме? Дека ние со срцето и устата посветени на Бога, треба да му служиме на Бога. Рековме дека тоа се случува кога Божите слова ги изговараме, како прокламација, како пророштво кое што изградува, охрабрува, поучува, поменува, но и на кој друг начин и нашите устни ги користиме? Кој рече бакнување? Кој рече бакнување? Видете вака. Јуда бакна, ама беше предавнички бакнежот. А Јован ја наведна главата на градите. Така ли? И остана верен. Многу пати е тоа. Колку те сакам, пасторе, и алармот се пали. Да те бацам еднаш. И алармот веќе... Но не. Без разлика на тоа. Љубовта нека биде во нас усовршена љубовта на Бога. Како? Само предавајќи се на тоа да сакаме да ја предаваме низ нас и Бог да се пројави во сето тоа. Кога сме секогаш со чиста Божја љубов, тогаш и намерите ќе ни бидат исправни, не еротични, не расипани, туку ќе има искреност и ќе има еден чист израз како што само Бог може да те бакне. Амин. А во Евреите 13 глава 15 стих вели: нашата постојана жртва е јагне колење? Не. Великденски црвени јајца не го пишува ни тоа. 50 дена постење не го пишува ни тоа. Фрески давање не е таа нашата жртва. Тепање со камшик, само казнување кога ќе сгрешиш, не и тоа го нема. Само мачење, изолација од црквата кој ќе ти биде поарно да дојдеш, и тоа не го пишува. Нашата постојана жртва е... Која е? Да се мачиш, да се тиштиш, да се обвинуваш, да оговараш, да си незадоволен од државата? Не.
Ништо тоа. Словото вели, нашата постојана жртва е со помошта на Исус да му принесуваме слава на Бог со своите усни, кои ќе го величаат и прославуваат Неговото име. Евреи 13:15. Амин. Значи, кој е тој кој што треба да го прославува Господ? Значи, зашто ја користиме устата? Кога го славиме Бога. Сега, драги мои, доаѓаме до суштинското прашање. Кога светецот не свети? Прво, кој се свети? Во Библијата светии се сите оние кои што му припаѓаат на Христос, кои што се одделени од светот, кои што се осветени со крвта Исусова. Океј? Така да кога се обраќа апостолот Павле до црквите и браќата во црквите, на нив се обраќа поздрав до сите светии. Односно до сите светци или светии. Не е тоа дека си совршен и кога ќе умреш ќе те просветлат и ќе светиш со овакво фореол во црквата. Не се однесува на тоа, да знаете. Светии се мисли сите оние што се осветени и кои што светат во Христовата светлина, кои што се одвоени од светот, покриени со крвта Исусова. Амин. Кои што се водени од Духот Свети. Океј. Значи, тоа го дефиниравме. Верник, следбеник во Христос, свети во Христовата светлина, меѓутоа прашањето е кога тој светец не свети? Дали кога ѓаволот го напаѓа? Не. Дали кога трпи искушенија? Не. Светецот не свети кога тргнал и започнал да престојува во пештерата каде што има лилјаци и престојува подолго од колку што треба. Пештерата е светот. Лилјаците се светските луѓе и демонските сили. Така? Кога сте обкружени со луѓе на бизнисот, со луѓе на амбицијата, кога сте обкружени со луѓе кои што се луѓе на телесноста и светот, вие несвесно попримувате од темнината и наместо да светите, вие станувате немирни, станувате бесни, воздржани, уморни, како издишани, без радост. Односно, дозволувате темнината да ве опфати. И тогаш се случува, тргнувајќи другите да ги спасувате, наместо вие да ги извлечете, они ве повлекле надолу. Но вие не можете да бидете изолирани од светот. А во Словото вели, кој го победува светот? Оној што верува во Исус Христос, така дека е Божиот Син. Така да ние сме победници. Но за да светиме постојано и да чекориме победнички, потребно е каде и да одиме да светиме. А тоа светење доаѓа од Словото Божје, кое што е светилка на нашите нозе. Светилка кое што свети и не може да се згасне, бидејќи тоа Слово е вистина. А во пештерата или во светот, тоа е светот во кој што владее кнезот на измамата, таткото на лагата, кој што заблудува и лаже. И лаже, и лаже, и лаже. И како го победуваш? Со вистината. А кој е вистината? Исус. Така да кога ќе пребиваш во вистината за Исус и дека Исус е во тебе, или кога на вистина ќе живееш Емануел, што значи дека Бог е со тебе, каде и да отидеш? Во каков и фирма, бизнис, компанија, рационални луѓе, светски луѓе, грешни луѓе, ти за сите нив, знаете ли, вие што ќе представувате за сите нив? Вие за сите нив ќе представувате карта, ќе представувате излез од нивната дупка за да излезат на светлина. Само ви е потребно устата да ја отворите. И она што е од вашето срце да излезе. Да нахрани, да подкрепи, да утеши, бидејќи тие се болни. На кого му треба лекар, на здрав или на болни? Нема да се инфицирате од тугите гревови и од тугите болести и нема ништо да ве префати ако рако полагате, ако ставате раце врз некого да се молите, ако вие пребивате во Христос и Словото Божјо излегува од вас.
Дали се разбираме? Тогаш не може да се инфицирате. Дури во кал да сте, во што и да сте, во најголем мрак и темнина да сте, вие може ќе бидете осамени, може ќе бидете обележани, може ќе бидете отфрлени, но сите длабоко во вас ќе видат дека нешто е различно. И тоа што е различно е што Христос пребива во вас. И прво таа светлина пречи. И сака да ја изгасат, се борат да ве помрачат, да ве разочараат, угнетат, погазат. Тој како лилјаци кога ќе надојдат врз вас. Но ако устоите во Христос и во Словото на Бога, изговарајќи го постојано како единствена вистина што живот дава и светлина, тогаш тие само ќе гледаат и ќе се чудат. И на крајот ќе бидат разоружани од гневот и омразата и ќе пристапат кон вас. И ќе ви се доверат. И ќе ви речат: стварно си чудна. Значи не сум сретнала особа како тебе. Али само на тебе можам да ти кажам што ми е. И ти ќе ја ислушаш, ќе ја прегрнеш, ќе ја благословиш, ќе се помолиш за неа и уште една душа ќе биде спасена. И така сте богоцентрични секогаш сте во служба. Денеска слава на Бога, на рамата тројца души се спасија. Поверуваа во Исус. Слава на Господа. Колку е убаво тоа да придодаваме души за Христос. Тоа ни е повикот, основниот повик. И дали сте во администратори, економисти, доктори, или сте чистачи, или сте глумци, или сте што и да сте, секаде Господ може да ве употреби. Само дајте ги во служба срцето и устата. Дајте ги. Ги дадовте ли? Ги посветивте ли вашето тело да е жива, света, угодна жртва на Бога и вашите органи да се оружје на Божја праведност? Ги посветивте ли? Да? 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 Ако е така, благослови се сега. Сам. Изречи благослов врз себе. Хајде, стави рака на тебе. Луѓе, зошто Чичко Пастор денеска ова ве учи? Затоа што верата, драги мои, треба да се спроведува. Ако имате вера, ќе действувате конструктивно со систем на верување базирани на библиските вистини. Но, да преиспитаме. Вчера, кога се менуваше времето, дали се благословивте или се прокукавте од типот глава ме боли? Нешто матно ми е. Ау, тешко време. Саклет ми е. Тоа благослов ли беше врз вас? Не, нели? А забележавте ли дека малку послабо памтите? И си рековте: "Тубре, лейло бе, деменција ли фати Бог да чува?" Не, така е. Дали сваќате? Или ве штрекна нешто во стомакот и си викате: "Ова нешто да не е Бог да чува." Зошто јас ова ви го кажувам? Затоа што мора да детектираме на радарот што се случува. Ѓаволот ви приредува приказки и циркузи за да почнете да ги опишувате неговите гнасни дела. Да можете да зборувате само за неговите мрсни дела, нечисти дела, дела на распадливост, на угнетување. Тој е убиец. Тој доаѓа да украде, заколи и погуби. И тој прави сценарија за да почнете да опишувате колку ви е тешко, колку сте сами, нема човек за вас, било жена, било маж, леле самотијата не се трпи, леле парите не стигнуваат, леле болести на сите страни, ова да не се случува, да не се... И што се случува? Вие тоа почнувате да го изустувате. Штом го изустувате, што почнува во вас? Самотруење. Секој го наситува желудникот со плодот на својата усна. Почнувате да се труете. Почнувате наместо да се благословувате и да изрекувате благословени зборови за вашиот живот, за вашиот брак, семејство, за вашето здравје, вие започнувате да се самоуништувате. Сам против себе. Тоа е принципот. А Бог те учи: погледни кон мене. Во мене
можеш да видиш како јас гледам кон тебе. И кога ќе видиш како Бог гледа на тебе, и асимилираш таа вистина, станува дел од тебе и ја држиш сликата. Гледаш дека Господ те гледа покриен со неговата крв Исусова, праведен, очистен, победител, сите врати ти се отвараат и преуспеваш. Во секое твое дело и чекор преуспеваш. Благословен ќе бидеш во полето, благословен ќе бидеш во градот. Повикан си да си благословен и да си благослов за мнозина. Амин. Со ова се најавува и темата со Господ напред за благословот, која што верувам дека ќе ви биде многу интересна за наредните средби со Бога напред, но на кое што сакав да ви го укажам како заокружување на темата за материализацијата на зборовите. Пак ќе кажам, она што го изустувате станува реалност, се материализира, и ако вие сакате плодни полиња, тогаш изрекувајте семе Божјо, кое што е живо и кое што дава живот. А ако сакате лоша иднина, тогаш зборувајте лоши зборови за себе, за вашите блиски, за станот, за иднината, за државата, за мажот колку е неподнослив или жената каква е аждаја. Само така зборувајте и ништо од ова што е убаво нема да ви се случи и на крајот ќе речете: леле, Господе, ти заборави на мене. Не, Господ не заборави на тебе, затоа му рече на пасторот да ја сподели оваа тема вечерва. Свативте? Затоа ја слушате оваа тема. Затоа што? За да се обноват релациите со децата, со сопругот или со жената, или со снаата, или со кој да е, почнете вие со јазикот ваш да благословувате. Дури и да не заслужува. Па ти заслужили. Не, па Господ те благослови. Почнете прво да благословувате деца ли се едно друго. Ама пасторе, тргна по лош пат, се коцка. Ама благослови го. Е, како да го благословам? Не заслужил. Па не се добива благословот по заслуга, туку по милост. Благословија ќерката, ама она оди со женет човек. Благословија, ама не ме слуша. Бе, не треба да те слуша. Благословија предај на Бога. Божјиот благослов во незиниот живот ќе ја допре и се ќе се промени. Верувајте му на Бога. Значи, во сите тие ситуации, устата е инструментот. Устата и срцето, така ли е? Дали научивме нешто? И на крајот со што завршивме? Дека нашите усни треба да му даваат пофални жртви на Бога со славење и издигнување на неговото славно и моќно име кое над секое име. Халелуја, слава на Господа. Да му дадеме слава на Бога. Халелуја. Значи, испратените луѓе се испратени да ја шират радосната вест и треба да има духовен вокабулар, духовен речник со Божји зборови кои што изградуваат, но тоа не може само да биде лицемерен театар или драма која што се представува, туку прво треба да почне да се живее интерно во себе, а потоа и надвор од себе.